Со трактори дефилирајќи низ центарот на Свети Николе, земјоделците од Мостафино и Ерџелија го кренаа својот глас против новиот раководител на подрачната единица на водостопанство. Тврдат дека речиси месец дена не им пушта вода за наводнување, поради што родот на нивите целосно им уништен. Од министерот побараа веднаш да го разреши и наместо Струмичанец нова раководно место да се постави човек од Свети Николе. Дадоа рок до понеделник, во спротивно најавија блокирање на патот Свети Николе Велес. Оште до вечер и утре водата да се пуште и да дојде раководитело, да имаме координација со водокорисниците. Да се договореме колку вода има и колку да ни пушта. Месец дена како он тука, ние немаме вода у Мустафино. Ние сме со фирми земјоделски и за 115 фирми има. 15 години, 13 години плаќаме придоноси. Живееме од тоа. Состојбата е алармантна, а земјоделците допрва ќе ги броат штетите. Сушата целосно им ги изгоре површините посеани под пченка, детелина и бостан. Во паника се бидејќи не знаат како ќе ги подмират давачките кон државата. Штетите са големи, ние имаме фирми, имаме големи керии. Тоа мора да ви напоменам, тука ние имаме Мустафино, едни од најголемите керии, државни керии што плаќаме, а не знам како ќе се покриеме. Не може да навадиме ни 4 хектара, не може да навадаме. А не 40. Кај да одеме? Кај да одеме, што да правиме? Вода ќе сакаат да платат, да платиме ние, ќе фактури ќе има некаде фактури. Од што да платиме фактурата? Од 1000 до 3000 евра. Значи 2000 евра ќе имаме од едно семејство да платиме вода, а ние ќе не може да извадиме тоа. Од подрачната единица на водостопанство уште вчера објаснија дека сувите канали се должат на намалениот капацитет на браните, но и на самоволното користење на дивите приклучоци од страна на земјоделците. Рестрикција се прави со цел да се обезбеди вода и за земјоделците од општина Лозово. На плюс 40 степени со вакви проблеми се соочуваат и жителите во кривогаштанските села Годивје и Кореница, каде покрај вода за наводнување немаат ниту вода за пиење.